Хемиската индустрија во последните 30 години го измени ликот на светот. Благодарение на постигањата на хемијата, се постигнати големи успеси во борбата против болестите и продолжувањето на човечкиот век, во освојувањето на Вселената, во земјоделството и во многу други дејности. За брзиот развој и трајниот раст на производството на хемиската индустрија постојат неколку основни причини. Демографската експлозија, порастот на животниот стандард и интензивирањето на систематските испитувања, кои секојдневно создаваат нови научно-технички постигања. Брзото зголемување на населението и порастот на животниот стандард ја наметнуваат потребата хемијата својот и инаку широк спектар на производство, се повеќе да го насочува за задоволување на потребите на човештвото во областа на исхраната, облекувањето, зачувувањето на здравјето, хигиената, градежништвото и сличните фундаментални области од животот. Стручњаците сметаат дека во 2000 година половината на сите хемиски производи ќе ја сочинуваат оние што денес се уште не се произведуваат. Меѓутоа, тоа ново ќе представува во голема мера подобрување на старото, зашто добивањето на новите материи станува се потешко и поскапо. Пред неколку години, за да се откриеше и да се создадеше некоја нова синтетичка материја, беше потребно да се испитаат 1000 непознати соединенија, а денес за тоа се потребни 4000 нови соединенија. Соодветната пропорција за создавање антибиотици и инсектофунгициди достигнува дури и 17.000. Сепак, според проценката на стручњаците, хемијата во иднина ќе остане област со неограничени можности. И додека во биолошките лаборатории научниците ги остваруваат со ништата на алхемичарите и господарат со гените, создавајќи вештачка плазма на животот, на друга страна, каков парадокс. Современиот човек на индустриската епоха, човекот на хемијата, технологијата и отпадоците, го чека крајно незавидна, понижувачка и нехумана иднина на неговото потомство. Со современиот развој на индустријското производство, во прехранбената индустрија се повеќе се применуваат низа хемиски супстанци, наречени адитиви, а со цел да се подобри изгледот на намирниците, нивната боја, понатака да се продолжи нивната трајност исто така. Во оваа група спаѓаат различни бои, ароми, емулгатори, стабилизатори и антиоксиданси. Што се однесува до прашањето за здравствените ефекти на овие хемиски загадувачи, може да се каже дека се тие проучувани и се е познато дека предизвикуваат во човечкиот организам токсични ефекти, потоа алергични реакции, предизвикуваат пореметувања кај плодот, предизвикуваат канцерогени промени. Меѓутоа, овие последици не ги се огледуваме веднаш, бидејќи тие ретко да се примаат во такви големи количини да се предизвикуваат некои акутни труења или акутни пореметувања. Нивните последици се појавуваат после низа години, бидејќи тие постојано, континуирано и постапно заправо се примаат, а во мали количини. Кои законски одредби ги имаме и дали се тие спазуваат за заштита на здравјето од човекот поради вакви контаминенти? Да, постојат низа законски прописи кои што ја регулираат ова материја, односно хемиските загадувачи во храната, па и во водата, во воздухот. Сметаме дека е потребно да се тие спроведуваат и да се придржуваме кон овие законски прописи кои што го штитат здравјето на нашето население. Заводот подолго време веќе работи врз оваа материја. Какви искуства имате стекнато од досегашното ваше работење? Нашиот завод подолго време работи на проблемот на испитување на хемиските загадувачи во храната, исто така во водата и во воздухот. Од досегашните испитувања се констатира постоењето на овој проблем на хемиско загадување во сите овие делови, односно во животната средина. Меѓутоа, мораме да потенцираме дека бројот на испитувањата е мал, за да се дадат некои поцелосни согледувања за загадувачите што не обкружуваат. Би рекле недоволен
е Недоволен е бројот на испитувањата. испитувањата за да може да се даде таа комплетна слика на загадувањето. Ваше инсистирање, ваше настојување е да се ваквите испитувања продлабочуваат се повеќе и Да се повеќе. продлабочуваат, да се прават редовно, да се спроведе една систематска и комплетна контрола на загадувачите во животната средина. Дипломираниот хемиски инженер Александар Попов работи на утврдување здравствената исправност на храната и другите животни намирници. Тугар Попов, гледаме мноштво производи. Што се вие испитувате? Видите, во оваа лабораторија одредуваме квалитет, хемиска исправност и присуство на адитиви, од кои што спаѓаат тоа се конзерванси, бои, ароми, антиоксиданси, емулгатори и други адитиви и присуство на токсични метали во прехранените производи. Тешките метали. Да, тешките метали. Каква е состојбата кај нас во Македонија? Па, видите, во прехранената индустрија состојбата е воглавно добра. Голем број на мостри се исправни, со некој мал исклучок, додека кај приватни производители имаме голем проблем и имаме голем број на неисправни мостри. Во што се состои неисправноста? Па, неисправноста се состои од тоа што како прво се употребуваат недозволени со законски прописи бои, ароми и некои конзерванси. Да. А исто така и нема добра технолошка обработка на тие производи, па се јавува и поголема количина на тешки метали, бакар, железо, цинк и така натаму. Кои на свој начин штетно влијаат врз човешкото здравје. Сигурно, затоа и законските прописи го регулираат. Во колку се тие вон нормите, вон правилникот? Дали големо е отстапувањето? Битно е да се напомене тоа дека се употребуваат и некои недозволени бои, ароми и други адитиви, а и тие што се дозволени се во многу поголеми количини од дозволените со правилникот. Кои мерки треба да се преземат според вас во ваков случај на недозволено користење на овие така наречени адитиви? Па мерки што треба да се преземат, тоа се прво некои правилници да се докоригираат, пошто има пропусти во некои правилници, дали тоа е од постари правилници или понови, али не добро регулирани, и ригорозно спроведување на сите законски мерки. А битно е и многу треба да се потенцира тоа што за сите производи, приватните производители треба да имаат спецификација на производот. Тоест, еден атест во кој што содржи све што употребил и во колкава количина го употребил. Од нашите испитувања се гледа дека скоро сите производители немаат од овие спецификации. Практички тоа е неспроведено на законските прописи. Овие адитиви, бои, ароми и конзерванси се наоѓаат во слободна продажба, како во трговијата, така може да сретнат и по пазарите. Исто така, нас голем проблем ни представува од овие приватни производители и встречавањето на алкохолни пијалаци по пазарите. Какви се тие, каков квалитет? Па тоа е главном ракија со лош квалитет и алкохолни пијалаци. Кај нив се наоѓа голем процент на метил алкохол и токсични метали кои што не ги отстрануваат, а кои што токсични метали се внесени во самиот алкохол од прскање, од садови и недоволна технолошка обработка. Дали ваквите пијалоци, алкохолни пијалоци се среќаваат само по пазарите или имаме и во... Па според наши сознавања тие ги има и во многу ugostителски објекти, кај што луѓето продаваат, приватни ugostители продаваат сопствена ракија или ракија купена од други приватни производители. Исто така, важно е да се напомене, по пазарите среќаваат и производи како што е црвениот пипер, во кој што ние наоѓаме големо количество на песок, тоест добиено од мелена цигла, се става скроп, се става вештачка боја, масло и така натаму за да подобрување на нивниот органички изглед. Вие сте, другар Ристов, биолог по професија. Што користите за конзерванс, за да се конзервира овај производ? Колку е овој конзерванс што го вие користите штетен за здравјето на човекот, за корисниците на вашите конзерви, на оваа храна конзервирана? Видите, ние него скоро сите производи ги стерилизираме или пастеризираме со топлотно третирање на производите, со тоа што внимаваме и на квалитетот на производите да биде задржан. Така да конзерванс само употребуваме при производството на доматено пире во буратска амбалажа,
каде што немаме третирање топлотно и тоа користиме натриум бензоат, кој го користиме према правилникот 0,15%, кој општо не е штетно за здравјето на човекот. Се разбира дека постои правилник. Хемијата, значи, овде е минимално присутна, како конзерванс. Да. Конзервансите избегаваме да ги употребуваме таму кај што не мора. Тоа не значи дека се тие штетни. Ја и пред малку реков во разговорот, дека секоја една материја може да биде и штетна и корисна, во зависност од тоа во која доза се употребува. Дури ќе употребам она пословица, не пословица, него као факт, дека и змијскиот отров во одредена доза може да биде лек, а во поголема доза може да биде отров. Смртоносен. Да. Повремено вршите анализи на вашите производи? Не повремено, него непрекидно ги контролираме нашите производи во нашите лабораторија, микробиолошка и хемиската, така да ниеден момент не се пропушта да не биде проверен. Во системот на заштита на растенијата најважна улога се уште играат хемиските методи. Но широката примена и нестручната употреба на пестицидите доведува до контаминација на човековата средина. При што настанува миграција на овие средства и на тој начин доваѓа до човековиот организам. Знаеме дека овие средства се токсични, со мутагено, тератогено и канцерогено дејство. И на тој начин можат да бидат опасни за човековото здравје. Но не само за него, туку и за идните генерации. Од сите видови на пестициди, најголем проблем представуваат органохлорните пестициди, DDT, неговите метаболити, линданот, ХЦХ, елдрин, диелдрин и други. Поради нивната перзистентност, односно нивна хемиска стабилност. Особено ако се нестручно употребуваат во земјоделската технологија. Ако се употребуваат нестручно, мислам, во едни количини кои што не се предвидени со упатствата на производителите на овие препарати. И не спазува каренцата, се разбира. Тачно. И имаат една особина да се кумулираат во организмот овие средства. Поради овие нивни особини, еден дел од нив се забранети или им е ограничена употребата. Но и покрај тоа може да ги најдеме во прехранбените производи. Другар Балјански, интересот за производство на хемиски препарати кои се користат во производството на храна се повеќе и повеќе расте не само кај нас и во светот. Имате ли вие согледувања како се движи? Вашата организација е единствена во нашата република која произведува вакви препарати, викани пестициди и пошироко тоа, а неколку такви ги имаме во нашата земја. Како се движи производството и потрошувачката на овие препарати? И кај нас и во светот, во другите земји. Производството на пестициди во последно време заземе се поголемо и поголемо место во областа на земјоделието. Затоа што крај во краишта, без примена на пестициди, не можеме да замислиме и земјоделско производство. Во светски размери имаме негде производство од 1.500.000 тона, мислам на фитофармацевтско производство, кој базира на негде околу 500 активни субстанции, или денеска во светот може да кажеме дека во промет се наоѓаат околу 5000 разноразни производи од областа на фитофармацијата. Во Југославија ситуацијата е следна. Ние до денеска имаме регистрирано во Југославија негде околу 750 препарати кои базират на негде околу 250 активни субстанции. Примената на пестицидите во деносното производство од година на година се повеќе и повеќе расти, затоа што, како што кажав преди малку,
денеска е невъзможно да се размислува, да се дискутира за зголемено производство, квалитетно производство, без примена на средства за заштита на растенијата. Потрошувачката на пестициди, како во Македонија, така и во Југославија, во споредба со потрошувачката на пестициди, во другите земји во Европа и во светот е на многу ниско ниво. Кај нас нешто е подобра потрошувачката во општествениот сектор, а далеко помалка е во индивидуалниот сектор. Да. Година имаме рекордни приноси од кога и постоиме со јаболки. Али заштитата? Заштита вршиме околу 10-11 пати прскање. Тоа го вршиме чисто од наши искуства, кои ни се проверени веќе и не сме се излагали у заштита никогаш. Нашите насади се добро заштитени од штетници, што некој не може да изгледа на крај, да речем, со минер, пајак и други штетници. Штетник кај нас не постои. Од болести пепелница, да речем, не постои, фузикладиум нема. Поради тоа се и високи приносите, пошто се и добро заштитени. Нема, што се односи за заштита, нема ни 1% изгубен од Приносот. Приносот. Со кои препарати најчесто, со кои пестициди? Па, ние одиме со поквалитетни препарати и за да избегнеме почесто прскање, во критични моменти одиме со поскапи препарати, поквалитетни, а во моменти, летните периоди, кога и нема опасност од болести штетници, одиме со поевтини. Секој случај тие се многу отровни препарати. Водилете ли грижа за каренцата? Многу отровни препарати и не употребуваме, како што е да речем ултрацид, повеќе идеме на фунгициди и избегаваме прскање пред берба од почетокот на август. И до денеска гледа се бере јаболка, се доберува више. Препаратите више се измиени, деградирани, нема никаква опасност од отровност. Употребата на пестицидите е по упорство на Центарот за унапредување на индивидуално земјоделие. Меѓутоа можам да кажем дека во нашата општина се уште немаме прогнозна служба и дека углавном за сега се користи опасвата на Центарот за индивидуално земјоделие. Ние сме во тесна соработка со Институтот за заштита на растенија преку нашава извештајна служба која што ја води Центарот. Така да добар дел од препораките што ги упатуваме до индивидуалните земјоделски производители се во склад со напасвијата на институтот. Но ли практика во вашето подрачје за затрованост на сток, на добиток, на луѓе? Имало поединачни случаи, меѓутоа не е во пракса во поголем број случаи да се сретнува такви нешта. Иначе поголем број на употреба на препарати во градинарство се кај кромпирот само можем да кажем. И во овоштарството без. И во овоштарството тука нарочно кај професионалните овоштари кои што изведуваат дури над 10 прскања. Не водејќи сметка и за пчеларството, препаратите се употребуваат поготово инсектицидите и за време на цутење, така да добар дел од пчелите ни страда за време на цутењето. Пестицидите, односно средствата за заштита на растенијата, како што чувме, спаѓаат во редот на материите кои имаат видно место во комплексот фактори што вршат загадување на животната средина. Нивната токсична енергија не се исцрпува само на паразитот против кој се употребува, туку повеќе или помалку влие и врз другите членови на еколошката средина во која се употребува. Познатиот доктор Хуепер, еден од раководителите на Американскиот канцерозен институт, пестицидите ги нарекува биолошки динамит, а францускиот академик Жан Ростан, еден од најголемите биолози на нашето време, е уште поостер. Тој вели, пестицид, тоа е современ геноцид за човештвото.
Mala greška na velikata hemija može da bude katastrofalna za biološki vid, što se vika čovek. Pa sepak, pesticidite mu se mnogo potrebni na čovekot. Ne možeme da se otkažeme od njivnata upotrebe kako zaštitni sredstva, no treba razumno da se koristat. Zašto pose izgleda njivnata upotreba i se izvlekuva od naučnata kontrola. Pravilno treba da se razbere doktor Brijer koga veli: prskaj gi rastenijate što je možno pomalku, odnosno prskaj gi onolku kolku što je potrebno, a ne kolku što možeš. Дипломираниот хемичар Неделковски Душан е соработник на заводот. Дугар Неделковски во последно време се почесто станува збор за штетноста на микотоксините. Што представува тоа? Видите, тоа се природни производи на одредени врсти мувли и сочинуваат една поголема група хемиски соединенија кои со општо име се викаат микотоксини. Меѓу сите тие најпознати и најиспитувани се афлатоксините, се заради нивната канцерогеност и нивните високи токсични својства. Каде се наоѓаат овие микотоксини? Па може слободно се рече дека микотоксините се распространети по целата земјина топка. Бидејќи и мувлите растат на сите меридијани, а тие се нивни производители, така да нема скоро ни една врста храна која не е зафатена со афлатоксините. А како доаѓаат овие микотоксини до човекот? Во главном преку храната. Познато дека мувлите растат на сите видови храна и ако за тоа погодуваат временските услови, нивната сопствена влажност и влажноста на воздухот, доаѓа до развивање просто буење на мувлите. И при тоа производство на тие афлатоксини, тоа се кристални супстанции, кои се прилично стабилни на температури до 100 степени Целзиусови и преку храната се внесуваат во организмот. Научните сознанија говорат дека околу 30% внесените афлатоксини во организмот остануваат во непроменета состојба и во главном се депонираат во јетрата, бубрезите и млечните жлезди и тука го вршат нивното негативно влијание врз организмот, а тоа се состои конкретно во тоа што афлатоксините се врзуваат со ензимите и ја блокираат нивната активност, ја спречуваат биосинтезата на беланчевините, со тоа и развивањето на клетките, односно доаѓа до деформирање, малигно деформирање на клетките. Според тоа заштита од нив? Заштитата од нив може да се рече дека единствено преку зачувување на храната од контаминација со нив. Дали секоја мувла представува опасност? Познати се околу 250 врсти на мувли кои произведуваат вакви токсични супстанции. Најчести на кои производи? Најчесто житариците, кафето, какаото, сите овие ореви, бадеми, лешници, кикирики, али преку сточната храна кога се внесуваат, доаѓа до контаминација и на млекото, и млечните производи, како и бубрезите и јетрата кои ние многу често ги употребуваме како посластици во јадењето. Добиточната храна која е користена од страна на добитокот, ги акумулира во себе си? Ги акумулира и многу погодна средина е за развој на мувлите. А потоа ние користејќи го месото? Тие доаѓаат во организмот на животните, ние користејќи го нивното месо и производите, ги внесуваме директно во организмот. И рековте 30% од тоа 30% од тоа останува во организмот, а 70% се исфрла нешто како чисти афлатоксини, а нешто во метаболити, преработени субстанции, кои од своја страна се исто така токсични. Се зборува дека микотоксините се поштетни дури од најсилните пестициди. До сега најпознати отрови се послаби од афлатоксините. Значи се сметаат за најканцерогени субстанции што воопшто досега ги открила науката. Можам да речем дека околу 1848 пати се потоксични отколку оваа позната жолта путер боја која се сметала досега за најтоксична. Другар Неделковски, дали постојат примери за штетните последици од микотоксините кај нас во светот? Па има и тоа доста
голем број податоци кои зборуваат за нивното штетно дејство. Само неколку примери ќе ви кажам. Првите појави се случиле во Англија и тие истовремено и го свртеле вниманието на науката во што се состои проблемот. На околу 100 километри од Лондон, некои фарми за 3-4 дена умреле околу 100.000 ќурки. Прво се мислело дека ќурките изумреле и отруени се од некакви пестициди, да речеме, или други токсични субстанции. Хемичарите и другите научници испитувале сите можни познати до тогаш отрови, не нашле ни еден. Потоа се посомневало дека причината за смртта може да биде во мувлата. И работејќи на тоа откриле дека мувлите се активни и дека произведуваат некои субстанции, така да се дошло и до нивното откритие. Други слични појави има во Америка, поточно во Калифорнија, околу рибњаците со пастрмки. Значи, неколку рибњаци со пастрмки биле зафатени, така да сите пастрмки им изумреле. Хранети со затруена рибна храна, контаминирана со микотоксини. Има податоци од Русија дека во некои фарми коњите им изумреле, подоцнежните анализи покажало дека се работи исто за афлатоксините. Во Јапонија има случај на труење на стока хранета со ориз, контаминиран со афлатоксини, додека последни податоци пред 2-3 години се зборуваат за смртни случаи кај луѓе. Во Индија околу 170 луѓе има умрено, а подоцна било утврдено дека се хранеле со пченка контаминирана со афлатоксини и тоа во големи концентрации. И во Уганда со некои специфични тие растенија што ги користат во храна околу 20 на смртни случаи. Дугар Неделковски, дали постои и радиолошка контаминација на храната? Да. Ние овдека работиме веќе 14 или 16 години, поточно речено, на радиоактивната контаминација на животната средина и слободно може да речеме дека нема дел од животната средина кој не е контаминиран со радиоактивни материи. Таа радиоактивна контаминација на животната средина има свое потекло, пред се од нуклеарните експерименти извршени од страна на големите сили последниве 20 години. Од друга страна, многу широка примена има сега радиоизотопите во индустријата, во медицината за терапија и за диагностика. Во земјоделството познато е дека се врши озрачување на разни семиња заради повисок принос и заштита од разни загадувања и така натаму. А исто така како чинител доаѓаат и користењето на природните радиоактивни елементи кои се наоѓале до сега во длабочината на земјата, а сега веќе се исфрлени на површината на земјата. Многу рудници на уран во светот и на ториум се отворени и сето тоа допринесува да овие радиоактивни материи кружат низ природата. И како отпадни материи особено, затоа што може и тоа да се рече дека доста неупатени луѓе се вклучени во целиот овој систем на работа и ракување со изотопите, па несовесно се исфрла, да речеме, во канализација, во реките, во разни други средини, невнимателно се постапува со тие радиоактивни отпадоци. Вие следите движењето на овие радиоактивни материи? Да, со години веќе следиме. Во вашиот завод, како е состојбото во нашата република? Ние овдека работиме секојдневно испитување на радиоактивната контаминација на воздухот, водите за пиење, речната вода од Вардар, земјиштето од 2 пункта од Македонија и хранителни продукти и за човечка храна и за сточна храна. Да, и можам да кажам дека се наоѓаат тие радиоактивни елементи во сите испитани примероци од било кој дел од животната средина, меѓутоа последниве години тие концентрации се значително пониски од овие што ги допуштаат законските прописи, значи од овие максимално дозволени количини што можат да се внесуваат и да се наоѓаат во хранителните продукти, и во воздухот, и во водата. Во мноштвото соединенија со кои човекот доаѓа во непосреден допир или свесно ги внесува во својот организам како лекови и медикаменти, нестручно и неконтролирано,
Често и непотребно се предизвикуваат тешки последици по здравието на човекот, а постојат и такви кои со своето директно дејство на генетската наследност веќе му нанесле на светот тешки зла. Секој час 2 до 4 деца од 100 родени доаѓаат на свет со помали или поголеми физички и ментални недостатоци по наследна основа. Мутационите промени се невидливи и затоа генетските ефекти тешко се манифестираат. Потребно е да поминат 20 до 30 години за да станат видливи. Тоа што му се случувало на дедото, треба да се покаже на внучето. За уочување на тие промени е потребна барем една генерација. Бројот на регистрираните лекови во Југославија не е голем во споредба со другите европски земји. Ние имаме околу 3000 готови регистрирани препарати и со таа бројка се навоѓаме на ниво на скандинавските земји или некаде на дното на европската скала. Меѓутоа, потрошувачката расте драстично и немилосердно на лековите во Југославија. Искажено во издадени опаковки, готови опаковки на лековите, за последните 10 години бројот е или потрошувачката е двојно или чак тројно зголемена во Југославија и одделно во Македонија. Ако се тоа искаже во динари, макар да тоа не е најобјективен параметр заради интерферирањето на инфлацијата, ситуацијата е уште по-лоша. Така, например, во Македонија 1981 година издадени се околу 75 милиарди, се извинувам, зборам во стари динари, за лекови. Во Југославија некаде околу 1000 милиарди. До крајот на оваа година очекуваме да за 82 година бидат издадени во Македонија околу 100 милиарди стари динари за лекови, а во Југославија околу 1200 милиарди. Цифрите се уште по-драстични ако се има во предвид процентот кој што се одделува за лекови од целокупната здравствена маса во другите земји во споредба со нашата земја. Во развилите европски земји тој процент се движи за лековите некаде меѓу 17 и 20%, во Југославија и особено во Македонија процентот изнесува 25%. Југославија со 3000 регистрирани препарати се навоѓа некаде на ниво на скандинавските земји. Финска, Шведска, Норвешка, тие имат меѓу 2 и 3000 готови препарати. Другите земји во Европа има знатно повеќе, се движат меѓу 6000 и 40.000 регистрирани препарати. Значи, Југославија заедно со скандинавските земји се навоѓа на дното од европската скала. Бројот на издадените лекови рачунајќи во милиони опаковки, драстично расте во Социјалистичка република Македонија. Така, например, во 1970 година сме издале некаде околу 6,5 милиони готови опаковки, а во 1980 година, значи 10 години подосна, блиску до 14 милиони. Во Југославија ситуацијата е слична. Во 1970 година околу 70 милиони издадени готови опаковки на лекови, а 10 години подосна во 1980 година бројката е веќе изнела околу 160 милиони издадени опаковки. Така да тоа се загрижувачки цифри кои што барат и анализа, али не само тоа, него и мерки. Тоа е неверојатно голем процент, а по ваше мислење, кои се причините за вака зголемената потрошувачка на лекови? Според мене, главни причини за зголемената и за перманентно зголемувањето на потрошувачката на лековите би биле следни. Прво, сигурно брзиот развиток на медицинската наука во светот и кај нас изопшто и можности да се лекува повеќе отколку што е тоа било некој пат. Второ, покачувањето на културното ниво на населението. Луѓето денеска барат оправдано поголема помош отколку што е тоа било до пред известно време, например. Понатаму проширување на здравственото осигурување на населението. Денеска практично целокупното население кај нас е опфатено со здравственото осигурување. Понатаму проширување на мрежата на здравствените работни организации. Понатаму проширување на аптекарската мрежа. Понатаму проширување на фармацеутската мрежа или поточно кажано експанзија на фармацеутската индустрија. Тоа би спрема мене све биле
така да кажеме, разбирливи и оправдани причини за зголемената потрошувачка на лековите. Меѓутоа има и некои кои што не се оправдани, против кои што мораме да се стварно поорганизираме. Колку рационално ги користиме? Така, тоа е таа полипрагмазија. Често пати болни, не само болни, него и здрави, идат кај лекарот со цел список на лекови и докторе препиши ми тоа и тоа. Така да постојно наше примитивно сватање, колку еден лекар повеќе препишува лекови, толку е подобар лекар. Јас би ги групирал во 3 точки сите можни штетни дејства од ваква една претерана потрошувачка на лековите во Македонија и Југославија изопшто. Прво, тоа би биле штетни дејства врз човешкото здравје, посредни или непосредни. Така, например, токсични дејства, токсично оштетување на отделни органи и функции во човешкиот организам. Страдат често пати бубрезите, хепарот, страда желудечниот, цревниот тракт, нервниот систем и други органи и функции. Понатаму канцерогеното дејство. Навистина, штом се таква сумња појави, веднаш таков лек се отстранува, но што додека не се појави. Понатаму алергични дејства кои се све почести кај нас и во светот изопшто. Понатаму смалување на работната способност заради претераната употреба на лековите, зависност од лековите, мутагени дејства, ембриотоксични дејства. Генетичарите со право предупредуваат дека има доста лекови кои што сериозно ги оштетуваат хромозомите и гените и предупредуваат дека може да има сериозно штетно влијание врз цели генерации кои што за нас ќе дојдат ако вака продолжиме со неконтролирано користење на лековите. Понатаму штетно дејства врз способноста на оплодување на мажот и на жената и директно оштетување на плодот што од време на време искача као помала или поголема трагедија. Позната е таква една трагедија талидомидска пред неколку години во светот, која што ја оставила над 10.000 тешки накази. Друга точка на штетните последици од такво претерано користење на лековите, тоа би била така наречена интеракција меѓу лековите. Не може да биде свеедно кога човек во исто време зима 2 или повеќе лека. И ние денеска веќе доста знаеме дека голем број на лекови се инкомпатибилни еден со друг. Ако се во исто време зимат, може да дојде или до смалување на нивната тераписка ефикасност, или оно што е уште полоша, може да дојде и доваѓа до зголемената нивна меѓусебна токсичност за штета на човешкото здравје. И тие се многу сложени хемиски соединенија. Сигурно. И конечно трета последица тоа е економската, која што сигурно за нас не е најважна, али према која што не можеме да бидеме индолентни, ако се има предвид оно што преска кажавме за огромни средства кои што се постојано дават за лековите. Ако дозволиме можност да се Југославија и Македонија наравно спуштат само на европскиот максимум на потрошувачката на лековите, тога веќе би можеле да збориме за уштеда од над 20 милиарди стари динари во Македонија годишно или во рамките на Југославија меѓу 200 и 300 милиарди. Тоа се средства кои што не се за подценување. Какви мерки треба да се превземат, професоре? Прво, сигурно да се продолжи во Југославија и понатаму со строги прописи и јаки критериуми за регистрација на нови лекови, да не доваѓа на тржиште све онова што чини и не чини, нека само проверени препарати кои што стварно се корисни за човешкото здравје. Втора мерка по мене би била перманентна, организирана и објективна информативна дејност во здравствените работни организации за сите добри и лоши особини на отделни лекови. Трета мерка би била укажување на пациентите дека секој лек во исто време може да биде и отров ако се користи неконтролирано, на несоодветен начин и во несоодветна доза. И четврта мерка, тоа би била организирано следење и анализирање на штетните дејства на лековите. Во тој смисол мислам дека е крајно време да и ние во Македонија формираме Републички центар за следење и анализирање на штетните дејства на лековите. Или што е уште можда порационално да овластиме некој од постојните институции да таа дејност ја врши. Анализите покажува дека
паралелно со покачувањето на потрошувачката на лековите расте и бројот на штетните дејства на лековите. И према една груба рачуница и сознание на Сојузниот завод за здравствена заштита, меѓу 2 и 12% од сите болни кои што добијат штетни дејства на лековите завршува трагично. Тоа значи секој пети или шести болен у просек кој што добие било какво штетно дејство од некој лек, умира. А барем 2 или 3 пати повеќе болни остануваат трајни инвалиди или хронични болни заради оштетување на бубрезите, хепарот или други органи. Тоа се покажува дека нема шала со лековите, дека е крајно време да се добро организираме за рационално користење на лековите и рационална терапија. Не во оној вулгарен смисол да остане некој динар повеќе во касата на СИЗО за здравство, туку навистина да го заштитиме здравието на болниот од претераното користење на лековите, од една страна, а средствата што би, да кажеме, преостанале, сигурно да би можеле да се користат за други по-корисни цели во здравството. Например, за изградба или завршување на некој од постојните здравствени објекти во Републиката, за набавка на по-современа опрема за диагностички тераписки цели и така натаму. Овде гледате еден апарат кој што е набавен во последно време и кој што исклучиво во медицината се користи за следење на тераписки ефикасни микроконцентрации на лековите во крвта. Ова е новина и во Македонија прв пат донесена, доста скапа апаратура, меѓутоа ние се надеваме дека апаратурата ќе се оправда со своето постоење, со тоа што познато е општо дека лекови многу се употребуваат кај пациенти кои што се амбулантски лечат и пациенти кои што се лежички болни. Меѓутоа до сега вакви идеални и добри можности за да може да се пратат ефикасните микроконцентрации кај одредени болни, поготово кај што има одредени смалени функции на системи на мокрачните патишта, потоа јатрениот систем и така натаму, кај што е пореметен метаболизмот и елиминацијата на лековите, немавме можност да пратиме ефикасни микроконцентрации. Фундаменталната и техничката хемија секоја година во нашата животна средина внесуваат покрај оние 2,5 милиони веќе познати, уште околу 250.000 нови хемиски соединенија. Од нив 1% или околу 2000 наоѓаат некаква своја техничка примена во секојдневниот живот. Така современиот човек го изложува својот организам и своето здравје, а посредно и животите и здравјето на своите потомци на подмолното и се уште непознато дејство на вриежот на хемијата, која го меле преку воздухот, водата, храната и лековите во својот организам, внесуваме стотици такви неиспитани соединенија, од кои многу поради својата генотоксичност ги загрижуваат научниците низ целиот свет и ги поттикнуваат да го предупредат човештвото на ризикот што го презема.